На првиот ден од кампањата за парламентарните избори кои што ќе случат на 15 јули, тука сме во Струмица, решив да кампањата ја стартувам од овде, од Струмица, како носител на 4-та изборна единица, затоа што мислам дека промената во Македонија треба да трне токму од тука од Струмица. Во Струмица имаме едно континуирано 18 годишно владење на една структура, на еден човек, на едно семејство и време е за промени. Време е да се случат промените, за да луѓето ја видат разликата. Во Македонија имаме повеќе од 3-годишно владење кое што е карактеризирано со национални опустошувања, економско назадување и корупција која што цвета. Се обврзуваме со нашиот тим на честни луѓе, од кои што дел се позади мене, со нашиот тим на експерти кои што работеа на програмата за обнова на Македонија, дека во следниот 4-годишен период ќе реализираме преку 1000 проекти за доброто на Македонија. Наш главен фокус ќе биде економијата, затоа што тоа е срцето на секоја една држава и тоа е срцето на подобриот живот. Во делот на економијата се обврзуваме дека невработеноста ќе ја спуштиме под 10%. Се обврзуваме дека платите ќе растат и ќе порастат најмалце за 25% во следниот 4-годишен период. Се обврзуваме на кратење на даноците. Сегашните даноци, пред се данокот на доход и персоналниот данок, како и данокот на профит, ќе се намалат на 8% рамен данок. Македонија во минатото беше позната по 10% рамен данок, потоа со оваа власт даноците се зголемија, ние планираме дополнително кратење на даноците на 8%. Во делот на економијата, одвојување од најмалце 1 денар од акцизата на горивата за развој на спортот, нешто што ни е насушно потребно како држава, особено надвор од Скопје. Затоа што потребно е да се развиваат спортските клубови и да имаме жив спорт, кој што многу значи не само за младите, туку за целата нација. Во делот на инфраструктурата, инвестиции за 4 години од над 4 милиарди евра. Довршување на она што е започнато и изградба на нови решенија. Во 4-та изборна единица, изградба на капиталниот проект за Македонија, кој што треба да ја отвори Централна Македонија, а тоа е автопат од Велес преку Прилеп и Битола. Тоа е автопат кој што треба да ја отвори Централна Македонија. Во 4-та изборна единица, довршување на експресниот пат од Штип до Радовиш, како изградба на исти таков од Радовиш до Струмица и ревитализација, реконструкција и проширување на патот од Струмица до Новосело и до бугарска граница, со што Струмица и Скопје, како и Струмица и Бугарија, и Струмица и на север Србија ќе бидат автопатски поврзани, што дополнително треба да го забрза економскиот раст. Интензивна гасификација, ама не гасификација каква што видовме во Струмица, каде што гасот од најевтин енергенс стана најскап, туку гасификација која што ќе значи дека граѓаните и стопанството ќе го користат најевтиниот енергенс, тоа е гасот. Поврзување на слободните технолошко-индустријски развојни зони со гасоводна мрежа која што дополнително ќе го намали трошокот во истите тие зони. Силен инвестицијски бум, а не празни економски зони како што за жал имаме и во Струмица. Понатака, враќање на функционалната правна држава. Во овие 3 години, како и власт на СДСМ, како и 5 години политичка криза, целосно е погазен системот на владење на правото. Се обврзуваме на воведување на функционална правна држава и одговорност за криминалот и корупцијата. Нулта толеранција за корупција, без разлика дали се работи за најниска, од тоа дали некој на некој службеник треба да му даде едно кафе или нешто да го почасти за заврши одредена работа, до највисоката која што за жал ја гледаме во изминативе години во Република Македонија. Во делот на образованието, силен раст на платите на наставниот кадар со цел да имаме подобро образовани деца. За основното и средното образование плата од 36.000 денари. За високото образование плата до 100.000 денари. Во здравството силен инвестицијски бум во делот на ревитализација на постојните капацитети и изградба на нови, но уште позначајно задржување на лекарите и медицинскиот персонал дома и инвестирање во нови.
Ова се дел од работите кои што сакав да ги споделам денес со вас, а кои што ќе значат обнова на Македонија. Ние сме убедени во поддршката која што ќе добие ВМРО-ДПМН. Ние сме број 14 и очекуваме поддршка од граѓаните. Имаме одличен тим тука и во Струмица. Ќе се гледаме во следниот период, заедно ќе комуницираме и ќе ги дискутираме сите овие програмски определби.